Беше тоа на 13 март 1907 година, кога во Велес е роден Петре Прличко, доајен и еден од темелувачите на македонската театарска уметност, актер и режисер. Беше припадник на првата генерација современи македонски театарски и филмски дејци. Сиот богат творечки живот го вгради во драмското творештво. До крајот на животот живееше од и со македонското театарско, филмско, радиодрамско и телевизиско творештво, оставајќи зад себе многобројни главни улоги. Добитник е на бројни награди за своите филмски и театарски роли, меѓу кои Златната арена за главната улога на фестивалот на југословенскиот игран филм во Пула, за ликот на Мандана во филмот Мистон, како и на престижната награда Авној во некогашна Југославија. Умре во Скопје на 16 ноември 1995 година. На 13 март 1929 година во Истанбул е роден Матеа Матевски, македонски поет, литературен и театарски критичар, есеист и преведувач. Завршил филолошки факултет во Скопје. Работел во македонската радиотелевизија како новинар, уредник на културните и литературните програми, како и главен уредник и директор на телевизија Скопје и генерален директор на радиотелевизија Скопје. Исполнувал нависоки должности во книжевниот, културниот и општествениот живот на поранешната Социјалистичка република Македонија и на Република Македонија. Матевски е член на Македонската академија на науките и уметностите и бил нејзин претседател во периодот од 2001 до 2004 година. Беше тоа на 13 март 1933 година, кога во Софија умира еден од основачите на ТМОРО, Андон Димитров. Во 1889 година завршува со четвртата генерација во Екзархиската машка гимназија во Солун, а потоа од 1889 до 1892 година како екзархиски стипендист учи право во Висшето училиште во Царград, кое не го завршува поради болест. На 23 октомври 1893 година, заедно со доктор Христо Татарчев, Даме Груев, Иван Хаджи Николов, Петар Попарсо и Христо Батанжиев ја основаат Македонската револуционерна организација. Димитров е член на Централниот комитет на организацијата од самото создавање, а во 1896 година е реизбран на Солунскиот конгрес. На 13 март 1944 година во Охрид е родена Атина Бојаджи, македонска маратонка во пливање. Уште на 11 годишна возраст успеала да ги собори сите македонски рекорди во пливање на кратки патеки во слободен стил, делфин и така натаму. Таа била светски шампион во маратонско пливање на сладки води на Охридскиот маратон одржан 1962 година. Вкупно, два пати била светски првак на сладки води, првиот пат само со 18 години. Таа до денес останува најмладиот шампион на Охридскиот пливачки маратон на сите времиња. Во 1962 година, со испливување на патеката Капри Наполи, стана светски првак на солени води. Врв на нејзината пливачка кариера е припливувањето на Ла-Манш на 9 септември 1969 година за 13 часа и 20 минути. На истиот ден, 10 години порано, и Нико Нестор го преплива Ла-Манш и со тоа останува првата македонка која го остварила овој успех. Беше тоа на 13 март 1969 година, кога стапи во сила Меѓународната конвенција за елиминирање на сите облици на расна дискриминација. На 13 март 1981 година формирана е специјалната единица при МВР Тигар, за прв пат во Министерството за внатрешни работи во рамките на тогашниот Републички секретаријат за внатрешни работи на Социјалистичка република Македонија. Беше тоа на 13 март 1987 година, кога починал Бошко Станковски. Бил македонски политичар, председател на Собранието на Социјалистичка република Македонија. Роден е на 26 октомври 1925 година во село Брусник, Битолско. Учесник е во Народно-ослободителната борба и е носител на партизанска споменица 1941.
Бил член на СКОј од јануари 1941 година, а член на Комунистичката партија на Југославија од ноември 1943 година. На 13 март 1993 година во Скопје умре Петар Мазев, македонски академски сликар, еден од најпознатите уметници на 20 век во Македонија, представник на експресионизмот во Македонија. Беше професор на Факултетот за ликовна уметност во Скопје и член на групата Мугри. Меѓу најзначајните дела се Манастирски пејсаж, Презреано жито, Црвена арабеска, Жена и други, а од мозаиците најпознат е мозаикот во спомен Костурницата во Велес, роден е во Кавадарци во 1927 година. Беше тоа на 13 март 1998 година, кога во Скопје умре Бошко Смаќевски, македонски писател. Од неговото обемно книжевно дело ќе ја споменеме неговата прва книга поезија Мајски ѕвончиња, објавена во 1959 година, и последната Лето Господово, Лето ѓаволово, објавена во 1998. Роден е во селото Модрич, Дебарско, на 18 септември 1938 година. На 13 март 2005 година се одржаа локални избори во Република Македонија, први по новата територијална поделба. Беше тоа на 13 март 2006 година, кога во Скопје умре Димитрije Османли, македонски филмски, театарски и телевизиски режисер. На 14 март 1952 година Османли стана првиот македонски дипломиран режисер, а со реализацијата на филмот Мирно лето 1961 година стана и првиот македонски режисер на игран филм, а воедно и автор на првата македонска телевизиска драма Домот на мојот татко и на првиот телевизиски филм Враќање во рајот. Османли беше прв декан на Факултетот за драмски уметности во Скопје и редовен професор по предметите актерска игра и интермедијално творештво со историја на филмот. Се занимаваше и со пишување на филмски и телевизиски сценарија, адаптација и драматизација на македонски литературни дела. Општо земено, неговиот творечки опус е мощно и богат и затоа има добиено многубројни уметнички и општествени награди и признанија. Роден е во Битола на 29 мај 1927 година. На 13 март 2014 година, во трагична сообраќајна несреќа, животот го загуби спортскиот директор на македонската фудбалска репрезентација, нашиот легендарен голман Петар Милошевски. Петар Милошевски поранеше голман на Пилистер и на Вардар, како и на Трабзонспор, Малатија и Енозис, а последните 2 години ја извршуваше функцијата спортски директор на националните фудбалски селекции на Македонија.